Почитувани, добар ден, добре дојдовте во уште една анализа на Телевизија 24. Македонската политика полека се врати во својата природна состојба на обвинувања, сплетки, сопнувања, обвинувања за тоа кој е за државата, кој ја кочи државата, кој ги обструира процесите, кој ја води државата напред. Отприлика во таква состојба се врати и Македонското собрание. Таму власта ја обвинува опозицијата дека го кочи собранието, опозицијата власта дека турка закони на сила. Отприлика иста и состојбата со евроинтеграциите, блокадата од Бугарија останува и сето тоа создава една состојба на неизвестност околу државата. Се разбира, тоа е еден сплет на внатрешната и надворешна политика. Вечерва за овие процеси ќе разговараме со двајца наши колеги. Тоа се Александар Чомовски и Горан Момировски. Добра вечер на двајцата. Пред да влеземе во расправа за ова што се случува со Бугарија, денеска таму има нови изјави. Министрот за надворешни османи вели дека има надеж и покрај тоа што во Бугарија има техничка влада. Ќе влеземе во таа расправа. Гледам дека денеска многу реакции има на социјалните мрежи за законот за легализација на дивоградби. Тој закон го изгласа и СДСМ и ВМРО ДПМН и ДУИ и сите други партии, иако собранието е блокирано. Против гласаа само Маја Морачанин, Павле Трајанов, Гордана Силјановска Давкова од ВМРО ДПМН и пратениците на Левица. Тие велат дека со овој закон се овозможува легализација на криминал и се амнестираат одредени луѓе од криминал. Само сакав за влез. Интересна е оваа појава Чомовски дека собранието блокирано за се, цело време, се обструира клиничкиот центар, законот за служба на Арама е последниот што се затрупа со илјадници амандмани, но кога има заеднички интерес, работите се решаваат веднаш. Како да гледаме едно дежаву овие 30 на година на еден те ист процес. Са прашањето е за легализацијата на дивоградбите? За појавата. За појавата дека веднаш се договараат кога имаат некој корист. Тоа добро, тоа е една од констатациите. Ја не би бил приврзаник на скептицизмот дека се враќа во Македонија духот на конфронтација. Напротив, ја лично мислам дека влегуваме во една фаза во која секој ќе си ги испостави интересите и на тој план прашањето на законот за легализација оди на товар на владеечката гарнитура, која влегува веројатно во една избрзана претходна изборна кампања, придобивајќи ги гласовите на тие што, да речем, условно го прекршиле законот за градба. И до тука мислам дека е доволно. Сето друго, на крајот на криштата, ние и со претходната легализација ставивме значаен дел од граѓанството, па и од стопанските субјекти во една неравноправна положба. До толку повеќе што оние што градат, плаќаа комунали по 100 евра, другите кои изградија ќе плаќаат по 1 евро. И тоа мислам дека се разбира, тие што имаат дивоградби ќе бидат задоволни, тие што мислат дека е тоа урнисување на правната регулатива и стандарди, особено во заштитата на човековата околина, таму каде што дивоградбите се дел од концептот на агресија, и политичка, и правна, и економска, дека тоа ќе биде штетно. Да, еве во образложението на дел од пратениците зошто не гласале, велат вака. Со заедничко изгласување на овој закон од страна на СДСМ и ВМРО ДПМН се запираат кривичните постапки против лицата Драган Павловик Латас, Стефчо Јакимовски, градителот на срушениот објект кај Мавровка, градителот на дивоградбата кај Американската амбасада, која беше дел од прислушуваните разговори меѓу Никола Груевски и Али Ахмети и така натаму. Значи, ми се чини дека граѓаните најмногу реагираат на ова. Веднаш се чувствува дека повторно некој се амнестира за нешто што требало да одговара. И дека тоа се прави сложно, повторно. Ете, имаше лидерска средба меѓу Мицковски и Заев, ова е наводно договорено и веднаш го гледаме епилогот. Има многу повеќе аспекти од ова што кажавте, амнестија на дел од луѓето. Во држава каде што видовме претходно се амнестира луѓе, Крсто Муковски, например, човек амнестиран, кој што го направи целото зло, да речам, при отварањето на врата на 27 април, а други луѓе лежат во затвор. Кој еден аспект. За мене други поважни проблеми се
дискриминацијата на тие луѓе кои што последниве 4 години или 3 години, јас имам пријател што 3 години мачеше да извади дозволи за градење на куќа и сега излегува дека тој попусто трошел години, време, пари, нервози при вадење во општината, Да, тоа уште еден важен аспект, да. Да, и се одеднаш некој што на диво направил е привилегиран. Друг проблем е дозволата за градење или за легализација на објекти во близина на стратешки важни објекти од типот на езера, реки, шуми, национални богатства, да речам, што не сме да се случи. Трета работа, не можете за 1 евро да легализирате објект, не знам, на кораб, Стогово, во планина и во центарот на Скопје, каде што цените се илјадници еври и така натаму. Битоа сакам да не должам многу еден друг математички однос да дадам овде. Предлогот на овој закон е дојден од власта, од СДСМ и ДУИ. Да. И сега замислете, се работи за, според моите информации, околу 33 до 35.000 објекти вакви, кои што ќе треба да, не сум сигурен за ова бројка, така слушнав дека се работи за 35.000 луѓе. Замислете каква промена ќе направат тие луѓе, доколку, еве на пример, власта предлага, опозицијата го одбива законот. Тие 35.000 луѓе пута двајца, сопруга, дете, така натаму, тие сигурно ќе размислат дали ќе гласаат за опозицијата, дали Алијанса, дали е алтернатива, ВМРО, ДПМН или било кој што ќе го блокира законот. Така што има математика во оваа работа. СДСМ и ДУИ ми се чини дека планирале опозицијата да го одбие законот од логични причини, да речам, и со тоа таа влегува со една голема предност во локалните избори. Тоа е мојата перцепција на тоа што се случило таму. Добро, но сепак беа информациите дека е договорен на лидерската среда. Немам такви информации. Тоа не е најважна работа. Ако сега веќе инсистираш на тоа прашање. Не. Чекај, да ти кажам, ако сме ние кандидати или претендираме да влеземе во Европската унија, ова што се прави овде, нигде го нема во Европа. Легализација на дивоградби. Знаеш зашто го нема? Затоа што нема дивоградби. Затоа што е недопустиво на изворот да се гради, да се руинираат цели шуми, цели ридови, водно да се слее во една опасна ситуација. Ете, затоа ова е антиевропски и антицивилизацијски закон. Добро, кај нас се градеше дивоградба на 10 метри од судот, од главниот суд во земјата. Мислам, ова не зборуваме за национални паркови. Добро, ќе го ставиме... и повторно се изгради. Да, ќе го ставиме ова прашање. Денеска министрот Османи вели вака: иако има техничка влада во Бугарија, има надеж сепак да се постигне некаков договор, но мене ми е поинтересно ова што се случи со Вархеј. Вархеј дојде и повторно ја испрати истата порака која ја испрати и претходно. Тој вели мора да се договорите за Бугарија за да има решение, што отприлика, ако видите, тоа е ставот на Бугарија. Бугарија истото го вели, мора да се договорите со нас за да има решение. Тоа е нешто што е очигледно. Но кога ќе го каже Вархеј, се чини дека потполно се става на една страна, од друга страна, рече се цела Европска унија дојде демант за тврдењето на Вархеј дека може да се раздвојат Албанија и Македонија. Прво дојде директно од Германија и Словачка, за вчера да дојде и од Борел и од сите. Што се случува со Вархеј? Значи, чии се неговите пореки? Негови лични, нечии други или на Европската унија? Па не само Вархеј, ја мислам дека денеска допатува унгарскиот министр за вътрешни работи со истата порака. Да. Вината ја ставаме на Вархеј. Заев е прими пораката од шефот на Европската комисија. Нема влез во Европска унија со нерешени прашања со соседите. Тоа е клучно прашање, тамо нема прашање за име и идентитет. Има прашање за добро соседство и за стабилноста на регионот. Ние мора да ја превртиме тезата дека ако не влеземе во Европска унија сме загрозени. Не, доека не ги решиме спорните прашања на начин на флексибилност, допуштеност, исто така врз основа на некои стандарди кои важат во европската политика, не можеме да мрднеме. Не е важна веќе Софија и не е важен Брисел. Важна е внатрешната волја да се решат спорните прашања. А ние имаме спорен мегдан со Бугарија. И тоа е сериозен спорен мегдан. Но Чомовски, последно спорно прашање кое мораше да го решиме беше Преспанскиот договор. Значи ова не беше спомнувано. Преспанскиот договор е цела Европска унија дојде ни кажа решете го ова и ќе добиете дел од концептот за стабилизација на Македонија. И решавањето на спорот со Бугарија е исто така составен дел на европската политика регионот да се стабилизира.
каде се двете отворени прашања? Големото албанско прашање, да речем, и малото македонско прашање, малото по знак наводници. Во овој момент, тие две прашања остануваат невралгични за Балканот и за Европската унија. Босна не е ЕСЕП, таа има други состојби. Според тоа, ние мора нашата надворешна политика да ја ускладиме со потребите Македонија да обезбеди приоритет на својата европска интеграција. По цена на нови компромиси, дури и на штета, условно да кажем, на така наречените, како што овде овие патриоти и неонационалисти го искажуваат, дури и на штета, условно да кажем, на македонските државни интереси. Нема поголем државен интерес од зачленување на Македонија во Европската унија. И јас сега го поставувам како перпетум мобиле контра тезата и прашањето. Во овие услови, какви сега се глочкаат на Балканот, Белград, Приштина, ние со Бугарија, Бугарија со Србија и така натаму. Замислите да не бевме членка на НАТО. Ние веднаш ке бевме на маса за прекројување на границите. И воопшто да не гаиме илузија дека нон-пейперите на Јанша и на Брисел се сосема маргинални и дека не се валидни за размислување. Да, Момировски, ставовите на Вархеи, тоа пораката, заканата, предупредувањето, како сакаме да ја сватиме, дека е можно да се одвои пакетот, Албанија да оди напред, доколку ние постигнеме договор со Бугарија, беше демантирано од земјите членки, од Европската комисија, од Борел. Зошто е ова разногласие во ставови? Дали Вархеи едноставно испрати недипломатска порака или има нешто друго во агендата на еврокомесарот? Како вие гледате на ова? Ајде, јас со контра прашање. Мислите дека Вархеи ќе излезе во јавност 2 пати во рок од 5 дена без да се консултира со фон дер Лајен, шефицата на Европската комисија, и мислите дека немаше да има поинакви, подиректни реакции од страна на официјален Брисел во однос на изјавата на Вархеи, доколку Вархеи не го кажа тоа како некаков став на Европската комисија? Не забравяйте, Вархеи не е таму консултант, не работи на проект на Европската унија. Добро, но вчера Борел вели Европската комисија не е за одвојување на Македонија и Албанија. Директно кажа назад. Што укажува на единствено што е прецизно дека во Европската комисија има разногласие. Меѓутоа не заборавајте дека во ингеренциите на Вархеи е проширувањето и земјите соседи на Европската унија. Никој од нив експлицитно не кажа Вархеи не ја говори вистината. Не, тоа не, се разбира. Значи, да бидеме многу прецизни, дипломатскиот речник е многу јасен. Но јас би се вратил на тоа што го спомена Чомовски, шефица на Европската комисија, фон дер Лајен, ни кажа нешто што тотално ја депласира изјавата на Вархеи. Не може да почне преговори без договор со Бугарија. За мене тоа се истите збори што и кажа Вархеи, само во поинаква форма кажано. Таму немаше, постои можност, или тоа што го спомнавте на почетокот за Османи, врз основа на што го тврди тоа Османи, кога денеска го слушнаме новиот министар за надворешни работи на Бугарија, кој што кажа дека Бугарија ја смени владата, но не ги менува односите и ставовите кон Македонија. И практично во сите овие изјави можеме да најдеме плюс, минус, позитивно, негативно, меѓутоа суштината е дека ние сме длабоко заглавени. Јас се разбира директно се спротивставам тоа што го смета Чумовски дека ние треба да правиме се нови компромиси, па дури на штета на македонски државни интереси, ако што рече патриот или неонационалисти. Ситуацијата е многу едноставна. Сеќавате се пред една година овде со колегата на Чумовски Зоран Иванов, токму околу тоа се расправавме кога јас тврдев дека Бугарија нема да дозволи покрај потпишувањето на договорот и покрај низата компромиси нема да дозволи почеток на преговори. Да, нам ни треба да ја свртиме приказната, но не сум сигурен дали вртењето приказна треба да биде со нови компромиси. Што е компромисот, да прашам на крајот на краиштата? Да признаеме дека македонскиот јазик не е македонски јазик, туку е источно наречие на бугарски, западно наречен на бугарскиот јазик, да признаеме дека до 44-та година вашите родители биле бугари и на 1 јануари 45-та година се родиле како македонци. Во кој официјален документ тоа стои? Во декларацијата на Бугарското собрание, во изјавите на Бојко Борисов, немојте да влегувате во шемата на изборната кампања на Бугарија. Во кој документ стои дека они нема да го признаат
македонскиот народ и македонскиот идентитет од 45-та година наам. Кажете ми дали има таков документ? Значи, има стотици изјави на оваа тема. Поставите ги изјавите, документ. Сака да кажете дека и Борисов, и Радев, и Каракачанов, и сито, ајде Каракачанов надвор, не го сметаме, овие другите сака да кажете дека зборувале нешто што е надвор од позицијата на официјална Бугарија на парламентот на владата? Не, во декларацијата на Бугарија, за што се повикуваат и изграден, постои таков став, дека нема да го признат македонскиот идентитет и македонскиот народ. Да не звучам лошо, меѓутоа, читајте ги документот, анекс, договорот на позициите на Европската Унија дадени лани во март од страна на бугарската мисија во Брисел. И ќе ви биде јасно, ова што го зборите сега тамо го пишува многу прецизно. Не знам сега дали сте го прочитали тој документ, тој документ за мене е многу поважен од било какви позиции на бугарската влада и собрание, а во тој документ го пишува токму тоа. Горан, и на крај што сте на работа. Реакција на официјален Брисел за таа. Се извинувам, тој е официјален дел од официјален документ на Европската Унија. Тука ние што да разговараме за тоа? Тој документ е примен, тој фактички постои и е официјална позиција на членка на Европската Унија. И вие велите, кој вели дека нема да не призна 45-та година? Јас не согласувам да ме признаваме некој од 45-та година. Зошто да ме признава некој од некоја година која што нему му е одговара? Зар мојот дедо, мојот татко што роден 45-та година бил бугарин 3 години или 2 години пред да реши Бугарија дека 45-та година е датумот? Значи, овде зборуваме за суштински работи. Работата е ние да прифатиме нешто, така 50-50. Зошто да прифаќаме? Кои се принципите на Европската Унија, кога зборуваат за принципи во Копенхашките критериуми, во договорот за добрососедство и пријателство меѓу земјите, пишува дека некоја земја може да наметне некому да не му се вика јазикот така, или да биде од 48 година португалец, или шпанец, французин. Нема такво нешто. Нема. Ако тргнеме по тие принципи, Бугарија апсолутно нема право да бара никакви остапки од нас. Германија и стана членки и Франција, членки, ја формира Европската Унија, стана членка на Европската заедница, со вакви историски предрасуди и прашања. И што се случи? Што се случи? Изгубија во националните префикси. Ама не се вакви. Франција бараше од Германија да признае дека е, дури не бара да признае дека е фашистичка земја, ако сакате, во Втората светска војна. Барале да тврдат дека луѓето во Алзас се французи, каже што е в Страсбур. Барале германците од французите да тврдат дека нивниот крал од 400 години бил германец, а е бил германец. Многу од лозите во европските дворови биле германци или англосаксонци, не е важно. Барала Британија од Холандија да признае дека пола кралско семејство е британско. Немало такво нешто. Ние овде се расправаме за цар Самуил од пред 10 века. И заглавена е комисијата, зашто зборуваме? И каде е на крајот? Каде е линијата? Вие сте сигурни дека Бугарија ќе се согласи на одреден дел остапки и ќе рече добро, одете понатамо? Не сум сигурен. Тоа е суштината на проблемот. Не сум сигурен. Ние немаме линии кои што Бугарија вели исполнете ги овие да се прифатливи елементарно. Добро, јас сега можам да бидам во твојот дух и да кажем дека Заев и оваа влада и опозицијата наша грешат што разговараат со Бугарија. Дека треба да ја напуштат европската агенда и да си бараме алтернативи. Ова не е мој дух, ова сега. Не. Ова е сега. Морам да ја следам таа логика. Ама не е тоа моја логика, зашто се измислувате. Која е логиката? Па не е моја логика ова што го зборувате. Која е логиката на европската агенда во Македонија ако не се научиме како мала држава, немокна држава, слаба држава, да се подпреме на просперитетот и перспективата на големата заедница? Која е логиката? Објаснете ми. Вие објаснете ми. Ние ќе живееме со логиката на Милошевиќ, доволни сме, затворени сме и не ни треба никој друг. Знаете, во надворешната политика многу се важни компромисите. Многу. И многу се важни политичарите кои се подготвени на храбри и компромисни решенија. Без оглед на притисокот на внатрешната јавност, на нас, новинарите, тоа е сосема нормално за една демократска јавност, како што во Македонија постои. Го видовте ли вие вчера што кажа Заев во Брисел? Изјавата му ја видовте ли? Еден класичен лав плурализам што е својствен за нашиот премиер. И сега? Но тоа не е политика. Значи имаме начело на владата човек што не води политика. Така?
И зашто зборуваме ние се? И тој човек утре да продолжи да разговара со Бугарија. Тоа го кажувате? Не. Не го кажувам тоа. Значи човекот што не лажеше, не сакам да зборувам за Заев, наистина, ми тоа да зборуваме за политика, што не лажеше 3 години. Вие заборавате дека на референдумот прашањето беше дали сте за влез во Европската унија во НАТО да го смениме името? И што се случи после тоа? Заев рече ќе си даде оставка ако не помине референдумот. Јас го прашав Александар Палас, пошто бе физички нападнат од членови на СДСМ и после заборави човекот нормално и тераше понатаму како овој народ да не е важен воопшто. Значи ние овде зборуваме, да не користам тешки зборови, за не политика, ќе бидам благ. И вие сега ме убедувате дека ние треба да правиме компромис, односно владата на Заев да прави компромис. А тој вчера самиот кажа дека дозволил на масата да биде македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Директно рече, тргнете од масата. Значи ние сме дозволиле со тие ваши пристапи, што видите компромиси, на масата да биде македонскиот јазик. Не се трга, кога ќе ставите на маса прашања, не ги тргате така едноставно. Кој е виновен за тоа? Јас не, вие не. Тој што преговарал. Имаме политичка одговорност од некого? Има избори, ќе има политичка Не, тоа е друга работа. Политичка избори, одговорност дали има од некого? Нема, Нема, Никола Димитров, никаква. Јас сакам друго да прашам. Во Македонија има алтернатива на овој пат на Европска унија. Опозицијата која се очекува да победи или да се изравни со Заев, ќе се доведе во ситуација нема разговори со Бугарија, не признаваме Преспански договор, го напуштаме договорот за пријателство со Бугарија. Тоа е алтернативата, условно да кажам, на така наречениот непромислен Заев, кој вие го критикувате. Вие ако не го критикувате, ја го критикувам. На Балкан, јас го критикувам повише него што вие мислите. Разликата е во реториката. Јас ви тврдам дека на Балканот ние мора да се ослободиме. И се уште не сме ослободени од Милошевичкиот речник. Што има тоа врска? Има. Ова мене ме обвинувате за Милошевички речник или зборувате за опозицијата? Па има сега гости од опозицијата ќе дојдат ќе кажуваат тоа, сега ние дојдеме како новинари. Или сакате да зборуваме за ВМРО и за СДСМ? Не, ќе зборуваме за ВМРО и за СДСМ, тоа е дел од емисијата. Секако, ајде да видиме ова што го спомнавте за политичката одговорност, тоа е секако дел од прашањата. Значи, мислам дека ова одвојувањето на пакетите дефинитивно нема да се случи, значи Германија излезе и кажа дека тие се против одвојување. Беа впрочем и против и првата блокада на Макрон, кога доколку се дозволеше одвојување на пакетот, Македонија тогаш ќе беше во поповолна состојба, тогаш исто беа против. Нема да дојде до тоа, не верувам. Сега има таму и други интереси на земји членки на кои им одговара да ја блокираат и Албанија, да не и не само тоа, ако сведате прекина, Албанија има сет од 15 точки кои што мораше да ги исполни. Албанија не ги исполни тие 15 точки, нема ни 10 исполнето и тоа е една од пречките. Холандија конкретно на пример, иако парламентот таму донесе одлука некаква, има сериозни забелешки за тоа. И на Холандија повеќе одговара оваа состојба да не се одвојува пакетот. Не само Холандија, повеќе земји, и Данска е таму, па и Португалија ако е се председавач. Да. Значи тоа нема да разговараме бидејќи да ја разбиеме таа теза. Ја лично мислам дека историјата нова на Балканот трга со постојани раздвојувања. И при тоа колатерална штета е Македонија. Од 2008, кога бевме лидери на 3А, па останахме последни за НАТО, до сегашната перцепција дека Албанија можеби ќе биде пред нас. Ја лично мислам дека нам нема да ни дозволат почеток на преговори меѓувладина конференција ни со преседавањето на Португалија, ниту со Словенија. Можеме да очекуваме, откако Макрон ќе се појави и неговата Франција, како можен медиатор за решавање на вкупните и важни стратегиски прашања во регионот. Тоа е пред се, не спорот Македонија и Бугарија. Решавањето на Косовско или односите меѓу Белград и Косово. Тоа е клучната фаза. Може ли да поврзам само тоа што го спомена сега за политичката одговорност и за Макрон, што го зборувате? Нам вчера ни се случи, во емисијата само вистина на Канал 5, советник на премиерот и шеф на Евроатлантската асоциација организација на Македонија да го обвини главниот двигател, идниот шеф неформален на Европската унија Макрон дека лажел кога рекол дека Македонија ќе добие датум. Исмет Рамадани вчера кажа дека Макрон излажал за македонскиот датум. Во нормална секоја држава
Тој ќе требаше веднаш во 7 часот наутро да биде сменет од својата позиција и да си даде оставка на на Атлантскиот клуб на Македонија. Но денеска гледам помина цел ден, нема никаква реакција. Знаете што значи тоа за официјален Париз? Тоа значи дека македонската влада преку своите јастреби, радикали, го напаѓа Макрон заради тоа што сега не може да го објасни тоа што се случува, ова лага што се случува 3 години. И сега Макрон ни е крив. Вие мислите дека Макрон ќе премине преку ова толку едноставно доколку не биде сменет веднаш Рамадани? Нема. И утре нема да не биде крива Бугарија. Ќе има други игри кои што ќе ги игра, се разбира, тие земји кои што се навредени. Па ние да го нападне некој Пендаровски Заев, јас ќе ги бранам заради тоа што нема да дозволам мојот председател и премиер да ги навредува. Вие да му кажете на Макрон дека лажел, замислете. Добро, Мамировски, ова е сега искрено доста индиректно, се Исмет Рамадани, окей, но ние имавме случај кога советник. Лидерот на ВМРО ДПМН кажа дека Тања Фајон, Тонино Пицула и уште кој беше го направиле нон-пейперот, дека така му кажал Јанес Јанша. И директно е обвинен Тања Фајон, која цело време во Европарламентот лобира за Македонија, зборува во корист на Македонија, зборува против Бугарија и така се го кажа тоа човекот и никому ништо. Значи директно го кажа тоа Христијан Мицкоски. Ги споредувате Тања Фајон и Тонино Пицула, значи класични членови на левицата со кој што соработува Зоран Заев. Кои работат за Македонија цело време во Европскиот парламент. Работеше и Маријана Петирпе изфрлија, Никола Димитров ја изфрли од групата пријатели на Македонија. Требаше да му се лутева Никола Димитров за тоа. Тоа е друго ниво. Тања Фајон нема никаква екзекутивна извршна улога во Европската унија. Макрон има. Макрон ја создаде методологијата врз основа на која што Македонија, утре и Христијан Мицкоски, Зоран Заев, ако се на власт ќе да преговара. Видите, Макрон, така да паралелата Макрон се обрати на македонските граѓани со видео порака. Тука имате теза да кажете, но ова е целосна измислица, ова е небулоза. Кажувате, мислам нешто тотално измислено. Ме разбирате која е разликата? Па сега не знам како дали вие ме човек, како разбирате лидер мене на сега. опозиција сега. Советник од кабинетот на премиерот за Атлантскиот клуб на Македонија и советник за атлантски односи со соседите. Исмет Рамадани. Советник на премиерот на платен список е таму. Вели дека главниот човек на Европската унија лажел. Со онаа видео порака Макрон не вети, не директно, но рече ќе ви се отворат европските врати пред референдум. Сега ние, не само Макрон, такви видео пораки пратија 20 луѓе. Да. Се отворија европските врати. Па добро, сакам да кажам прател. Да, но не рекол дека ви даваме датум. Овде работата многу прецизна. Добро, сега преносно значење. Да, Не е добро, преносно сега значење. Не е преносно значење. Директно Макрон лажал. И сега вие како ќе објасни тоа? А Тонино Пицула и Фајон, како да ви кажам, јас не знам. Добро, неодговорно е сега реално, неодговорно и ова и ова. Добро, сега. може. Тотално неодговорно Може така да кажете нека е. за неколку конструкција, некоја. Не е наша улога, не е наша мислам- улога да ги оценуваме условно да кажам менторите или патерналистите на македонскиот пат кон евроатлантски интеграција. Не е затоа што тие се и помокни и располагаат со поголем обем на информации и ја знаат стратегијата на развој. Нашата улога е на оваа домашна јавност да ја кажеме дека има пат за Европска унија со компромис. Нема пат за Европска унија без компромис. Кој тоа ќе го прави? И како тоа ќе го прави? Можеме да насутуваме. Дали оваа гарнитура на Зоран Заев или следното што ќе дојде. Но е факт дека Зоран Заев се појави на македонската политичка сцена до непредвидливост на храброста да се соочи со најделикатните прашања на добрососедската политика. Многу по-жестоко и многу по-отворено одешто стерилната политика на еквидистанца, што ја водеше Глигоров и неговиот наследник Црвенковски. Таа еквидистанца која произлезе од титовистичкото време, од нашите пријатели, од нашите соседи направи непријатели. Ние со сите, кај сите гледавме крвожедни настроени соседи кои сакаат да ја парчат Македонија. Такви ситуации во Европа може да се набројат на прсти. И храброста да се соочат и со домашната јавност, и пред со меѓународната јавност, и со соседите, вклучувајќи го и договорот од Преспа, и договорот за пријателство со сите негови слабости на Бугарија, го презема во свој грб Заев.
Заев на кого можеме да му досолиме милион, ама еден мал милион критики на неговата неумешност, на прилично лежерните изјави, на ларпуларизмот што го користи во политичката игра и така натаму, вклучувајќи се, разбира, и одредени слабости и во тактиката и во стратегијата на домашен план. Но ова е главната поента. Македонија со НАТО ја обезбеди својата територијална целовитост. Без НАТО ние ќе бевме на маса, дал ќе беше Версај 2, Букуреш 3, е ирелевантно. Добро, Чомовски, со Преспанскиот договор се истурка реално болен компромис, се смени уставот, се смени името на државата, Заев тука, значи, понесе една тешка политичка цена, ја истурка сега за сега, ќе видиме. Но еве директно прашање, го излизга ли него Европската унија со Преспанскиот договор? Дали го излизга? Дали го излаже, еве да не кажам излаже? Дали директно, значи, дојде на лизгав терен каде што во тие геостратешки политики не се снајде баш умешно, повторно ќе кажам. Преспанскиот договор беше услов да почнеме преговори со Европската унија и потоа дојде Бугарија. Ставете се во позиција на Вучич. Во решавањето на прашањето со Косово ќе мора да се откаже од територија. Ќе мора да се откаже од значаен дел на верски и православни белези, без оглед што нон-пейперот тамо и тоа го гарантира. Со можноста да отцепува територии, Вучич ќе се доведе во ситуација на прилично деликатна состојба, Србија да е сведе на шумадински пашалак. И мислите дека тој политичар не е свесен за ризикот што му престои сега. Знае и не е случајно Европската унија што истура и ќе истури 600 милиони за пругата. Уште 400 милиони сега има навестување за платниот биланс. Србија на тој начин се одржа како највитална економија на Балканот и држи лекции за пандемијата, што е важниот извор на економската стабилизација. Да. Добро, ќе направиме кратка пауза за реклами, се враќаме брзо во студиото, останете со нас.